Секој лидер кога ќе ја презема цијата председател на политичка партија ја има тежината да се ослободи од сенката на неговиот претходник. Сенката која вие ја наследивте е на Зоран Заев. Рече си да нема соопштение на владеачката партија или пресконференција во која до вашето име не се лепи името на поранишниот премиер и лидер на СДСМ Зоран Заев. Оди до таму да ве обвинуваат и за водење заеднички бизнеси кои се непријавени. Последно беше златни визи, изградба на недвижности во Дубај. А можете да се ослободите од таа сенка и како гледате на овие обвинувања кои ги добивате? Сметам дека тоа што ВМРО ДПМН цело време излегува со такви соопштенија, го лепи моето име, тоа на Зоран Заев, патем нема вистина во заеднички бизниси, нема вистина во недвижни и така натаму. Јас во текот на вчерашниот ден имав изјава во однос на тоа. Сметам дека главното прашање е што ВМРО ДПМН мисли за Зоран Заев. Затоа што тие сега уживаат во придобивките на неговите политики. Еве, например, да го прашаме што мисли министерот за одбрана, кога присуствува на станоците на НАТО, кое што е јасно, че нашето членство во НАТО е јасна придобивка на политиката на Зоран Заев, кој што реши едно повеќе децениско прашање.